Добре дојдовте во Процес. Тема – селективниот пристап и дискриминацијата на граничните премини. Но да го погледнеме прво прилогот кој што го подготвија моите колеги Дехран Муратов и Славица Филиповска. Се држат со часови на граница, се испрашуваат, се навредуваат. Вака граѓаните кои се вратени од границите ја опишуваат голготата со која при секој обид за излез од државата се соочуваат. Излезот на азиланти од Македонија и во 21 век се чини како борба за слобода. Пред неколку месеци, граѓанин кој заедно со своето семејство сакал да патува во Франција, граничните власти 2 пати го вратиле назад. Иако гаранцијата и потребната сума на пари ги имал со себе, тој не можел да ја напушти границата. Кога стигнавме до границата, човекот ми вика симни се, тој граничар ми вика симни се од автобус. И се симнав јас и ми вика кај одиш, викам еве имате гарантно писмо, идам за Франција. И ми вика добро, што ги правиш таму? Викам гости за 2 недели, еве ти пишува таму се. И ми вика пари имаш ли за себе? Викам ми вика ова кобајаги гарантното писмо беше фалсификат. Ми вика не може, направи друго гарантно писмо, ќе те пуштим. Викам како може да биде фалсификат кога пред еве го викам стариот пасош, со него патувам нон-стоп. А сега со ова новиот пасош викам, не можете да ме пуштите од граница, онда зошто ми го дадете овој пасош? Парата исправа. И вика не, така ни е наредено, викам. Како викам? Вика така ми е наредено да ме вратим во Сромот. Викам зошто? Така од надлежните вика, дека ни кажа така. Овој човек не е изолиран пример. Само во јануари годинава речиси 1030 роми и покрај потребната документација биле вратени од граница. Граѓаните кои не можат да го остварат своето уставно право на слободно движење, сведочат дека вработените на границите кои ги враќаат и самите им признаваат дека наредбата доаѓаат по високите власти е јасна. Ромите не смеат да ја напуштат државата. Работам по Црна Гора. 5 години одам по Црна Гора, немам никаква забрана. Сега одам на 2 пати, враќаваме. Први пат због причина немате гарантно писмо, не знаеме кај идете и не вратија. После ние на газата звониме, газата не праќа оригинал преку пошта, не стига тоа. Оригинал преку писмо, одеме ние на граница, они гледаат тоа, имате забрана од владата, роми да не смее да се пуштат, да мине граница. Ево и знаци, да не може да напуштиме државата, никаде не пуштиме. И зашо се тие печати, нека ни каже тај господин Груевски. Нека не каже зашо се тие, зашо не враќа од граница, имаме гарантно писмо, како одеме да работиме. И одеме на граница, ние го прашаме тај граничаро, добро господин, зашо се враќаме, ни кажете не, вие сте вика 3-та класа, немате никаква вера. Кога сме таа вера, кажи ти кога сме таа вера, кога сме таа 3-та класа. За тоа да господине Груевски, го замолуваме да не објасни кога сме ние таа класа. 3-та класа. Да ние не се знаеме која сме класа, не чекаме од него одговор да ни каже која сме таа класа, знаеме класата и дека сме ние државници. Дали сме во Македонија, дали сме во Африка, да ни каже да знаеме да се зберем портали си одеме. А за гласови додат дома, молат не така ќе би така, се овај пат. Коже од Црник да не се појавува за гласови. Го молиме господине Груевски да не се појавува за гласови више да збира од Црник. Се повторува истата случка од средната, пак се оди со гарантно писмо и пак истото. Досто ми граничарот покуша со палка да удара по. Јас сум заробеник, јас осеќам заробеник. Фамилија имам, 1000 динара, струја да плачам, ништо да правам. Јас се осеќам не човек, стока. Значи ние умираме, слободно циганите одлади. Гладни сме, ние ќе попадаме веќе одлади по улиците. А покушуваме да вадиме парчелеп некаде да одиме, одма што се научија црти, поништување пасош. Зашто? Минатата година речиси 10.000 македонски граѓани биле вратени од граница. Од нив во 90% случаевите се работи за роми. Во најновата емисија на Процес анализираме зошто азилот стана константен проблем во Македонија и како да се заштитат граѓаните кои не можат да ги остварат своите загарантирани права. Добре дојде за моите гости Зекир Абдулов, извршен директор на КХАМ, невладината организација од Делчево, и Уранија Пировска, извршен директор на Хелсиншкиот комитет.
Во последно време актуелна визната либерализација и селективниот пристап на граничните премини на наши граѓани. Каква е ситуацијата кај вас во Делчево, односно во регионот? Имате ли некои свежи примери? Вака, значи, како што најавивте и самите, проблемот со дискриминацијата, посебно со дискриминација на ромите на граничните премини во Македонија, е проблем за кој што ние како невладина организација говориме повеќе години наназад. Така, например, уште во 2011 година, 2012 со една програма која што ние ја водеме во тој период, програма која спроведувавме на регионално ниво, го отворивме прашањето околу дискриминацијата на ромите на граничните премини во Македонија. На таа јавна дебата на која што беа повикани и представници од граничната служба и од МВР, отворено се говореше за тој проблем, каде што имаше и директно представници кои што беа засекнати со оваа проблематика. На таа јавна дебата излегува на површина неколку заклучоци, кои што заклучоци ние ги пративме до Европска делегација, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за внатрешни работи и сите релевантни институции кои што сметавме дека се одговорни за оваа проблематика, па и ромските политички партии. Од таму излезе иницијативата за Уставниот суд? Така, значи од таму директно меѓу другите заклучоци, четврт заклучок произлегува законска преземање активности за законска промена на законот за патни исправи на граѓаните на Република Македонија. Поведени од таа иницијатива, а поттикнати од пасивноста на институциите пред се и на Европска делегација која што има двоен аршир према тој проблем, ние мораше сами да поведеме иницијатива, односно преку нашиот соработник и дел од нашата невладина организација, адвокат Ахмедовски Аксел, покренавме иницијатива минатата година и лично јас имам предадено до Уставен суд на Република Македонија, каде што иницијативата за среќа после година време е усвоена и спорниот член кој што во 2011 година е сменет. Има ли измени од тогаш? Колку помине? Една година? Не, членот е пред 3 месеци, законската промена е за овие 3 месеци вака, значи по наше видување немаме забележено случај на одземање на патна исправа, бидејќи членот се однесува директно на одземање на патна исправа и неодобрување на нов дозвола за земање на нов пасош или виза. Во тој период, последните неколку месеци, ние немаме забележено дека на некого му е одземен пасошот или не му е одобрено нов пасош, како што тоа стоеше во претходниот старт, веќе сменет член, да се чека 12 месеци. Меѓутоа не знаеме дали е тоа врз основа на иницијативата или е врз основа на некоја случајност. Останува да видиме дали е тоа како ќе се одвиваат понатаму работите. Каква е ситуацијата кај вас? Ви се обраќаат ли? Колку случаи имате? Па ние многу широко ја следиме, да речем, проблематиката поврзана со остварувањето на правата на ромите во Република Македонија. Едно од прашањата на кои што сме во континуитет фокусирани во последно време е токму ограничувањето на нивното право на слободно движење. Именно до кај нас стигнуваат представки од граѓани во кои што несомнено може да се констатира дискриминација, бидејќи зборуваме за случај на припадници на ромската заедница кои што при излез од државата на граничните премини се третирани на еден многу нехуман, недостоинствен начин и мислам со други зборови кажано се дискриминирани во ситуација кога на тие гранични премини другите граѓани поминуваат само со лична карта. Значи ние имаме случаи каде што луѓето ни кажуваат дека им се барани гарантни писма, им се бара документација која што воопшто не е ни потребна за да се излезе од земјата. Како го опишуваат односот на ги пречекоруваат ли своите овластувања полициските службеници? Апсолутно ги пречекоруваат и ние забележавме дека тоа е постојана пракса. Значи ние имавме одлука во која што Уставниот суд се произнесе по прашањето. Имаме судска одлука во која што е веќе констатирана дискриминација, индивидуален случај, меѓутоа праксата продолжува. Имавме изјава од Министерката за внатрешни работи дека не станува збор за дискриминација, туку дека станува збор за случаи каде што граѓаните наводно не поседувале соодветна документација за да можат да го преминат граничниот премин. Случаите кои што до кај нас доаѓаат го говорат спротивното. Она што е можно и сериозно е дека тука не станува збор за инцидентни случаи. Зборуваме за системска дискриминација, зборуваме за расно профилирање. Сегменти кои што ние ги на некој начин ги констатиравме и врз основа на тоа како се однесуваат полициските службеници на граничните премини.
Значи ние имавме информација дека тие добиле еден вид наредба, значи сите луѓе кои што се со потемен тен и со некаков си изглед дека треба да бидат симнати од автобусите на граничните премини. Имаме сведоци кои што ни го потврдуваат ова. Сето ова говори дека се спроведува една пракса која што таргетира една цела заедница. И затоа велам дека е сериозно, бидејќи станува збор за системска дискриминација. Имате ли некои свежи примери, судски постапки во моментов, какви сознанија во моментот имате за... Вака, јас ќе искористам неколку примери за ваша информација, меѓутоа нема да спомнам имиња. Ние, за ваша информација, имаме веќе 5 процесирани постапки со точно определени име, презиме и точно определени гранични премини каде што е извршена дискриминацијата. Зборуваме за регионот кој што вие или во цела Македонија. Значи, невладината организација КАМП покрај тоа што дел од своите активности ги спроведува на источно-брегалничкиот регион, проблемот со дискриминацијата го третира на национално ниво, да се разбереме, и сите тие случаи кои што ги имаме на сите гранични премини, доколку се јават, се однесуваат, да. Ги враќаат и од граничниот премин со Бугарија, исто така има проблеми? Да. Од тие предмети имаме и на граничен премин во Делчево, каде што се враќаат луѓето, значи 5 предмети кои се процесирани, што е она што е интересно. Прво треба народниот правобранител, јавниот правобранител да се произнесе по тие постапки, и ние добиваме еден смешен одговор по писмена форма од нив, каде што тие изјавуваат дека нема судски орган кој што е надежен за таа проблематика, иако во законот за антидискриминација стои дека местно надежен е судот кај што живее тужителот. И во тој случај ние веќе тие 5 предмети ги имаме процесирано со веќе спомнатиот адвокат, и очекуваме дека од 3 предмети ќе добиеме позитивна разраска. Вие ќе бидете секако информирани, и вие и јавноста за тие предмети. Меѓутоа, она што е интересно е следното, дека тие луѓе за да настапуваат на граница со комплетна документација, се враќаат буквално неосновано. Значи имаат и гарантно писмо, имаат и пари, имаат се брачна состојба со државјанка на Германија и се враќаат. Мислам, тотално апсурдна ситуација. Па дури мора да интервенира некој чечко или батко или не знам кој што е вработен во полиција, па за да може лицето да биде пуштено. Мислам, тотално апсурдна ситуација на која што ние не седиме, реагираме и се надевам дека во некој догледен период ќе имаме некои резултати, меѓутоа ситуацијата е таа дека имаме свежи примери, имаме. Кои се вашите можности? Ние веќе побаравме, односно се обративме и до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Имаме информации дека и народниот правобранител преземал некои действија, имал некои обраќање до владата, меѓутоа очигледно е дека телата кои што се единствено надлежни во Република Македонија да преземаат мерки за заштита од дискриминација не го даваат резултатот, очекуваниот ефект. Од тие причини ние одлучивме во натамошниот период судски да ги водиме овие случаи. Секако тоа станува збор за случаи кои што ќе ги сметаме за стратешки, бидејќи сакаме да востановиме одредена судска пракса која што понатаму би се протегала и на сите други случаи кои што ќе дојдат пред судот или кај нас. Значи процесуирањето, и мислам дека судската заштита во моментов е она која што треба да го правиме и кон што треба да се стремиме. Во моментов сето она што стигнува до кај нас како информација говори за тоа дека продолжува ваквиот однос, продолжува ваквата пракса, и она што е навистина тажно е што на некој начин се добива впечаток дека тоа е пракса која што би требало да биде вообичаена, која што не е зачудувачка. Значи, ние имаме информација од луѓето кои што се симнувани од автобуси на гранични премини, дека уште и при самиот влез во автобусот од страна на возачите им се вели, па каде сте тргнале кога знаете дека нема да можете да ја преидете границата. Значи, тоа е нешто што е прифатено како такво и луѓето на некој начин имаат перцепција дека така треба да биде. Станува збор навистина за третирање, однос кој што на индивидуален план пред се ги повредува луѓето, а да не зборуваме дека, и како што реков и претходно, бидејќи е пракса, станува збор за расно профилирање и за системска дискриминација.
Ми интересира што прави ромскиот политички блок. Вака, ќе почнам прво со еден друг контекст. За решавање на проблемот со загрозување на визната либерализација пред не ме фаќате за зборот, по 3-4 години формирано е тело, владино тело, оперативно тело, во кое што членуваат Советот на министри и едно административно-техничко тело, значи како две подтела за таа намена. Сега, во првото тело кое што треба да решава таа проблематика, членуваат сите министри, заклучно и министрот без ресор, кој што е ромска националност. На тоа тело се разговара за оваа проблематика, значи покрај тоа што тие сметаат дека ромите ја загрозуваат визната либерализација, очекувано беше министерот да го постави прашањето што е со тие роми кои се дискриминирани на границата. За жал, последните години ние се уште немаме чуено дека тој и застана во одбрана од дискриминација на тие луѓе, односно на ромите, туку напротив, тие заедно со Министерството за труд и социјална политика во соработка одат по сите општини и села кај што има и кај што нема роми и вршат превентивна улога, наводно треба да бидат ромите одвраќани од нивната идеја и желба да заминат од турбулентните земји кон постабилните западноевропски земји. Наместо тоа, Министерството за внатрешни работи паралелно на нивната превентивна улога врши една репресивна улога каде што веќе излегува и се фали со број на одземени пасоши, број на изречени казни, што е тотално и апсурдно и за нас и за сите нормални граѓани. Меѓутоа, очекувано од ромскиот политички блок ние се уште немаме резултати, туку тие се неми на сите наши говори, на нашите настани и сето тоа што ние го работиме. Иако очекувано е дека тие треба да бидат предводници на таа ситуација. Иако треба да се работи на терен, еве Европската комисија 2010 година ли беше кога препорача државата да развие своји механизми и политики на долг рок за да ги подобри условите. На крајот на краиштата луѓето заминуваат заради економската состојба, заради лошите услови на живот. Се сменили нешто на тој план, иако сите знаеме. Па вака, прво препораката на Европска комисија прво беше испревратена, како и обично, како и многу други работи, се испревратуваат пред јавноста. Значи, препораката на Европска комисија не беше да се направи превенција на самиот граничен премин на Република Македонија, туку напротив да се најдат механизми на подолг рок, да се сменат политиките и да се подобри социјекономската положба на најзагрозените категории меѓу кои спаѓа најизразено ромската популација. И наместо да се подобри таа социјекономска положба, тие преземаат нешто што им е најлесно. Донесуваат закони, тогаш по таа препорака во таа година имат извршена интервенција на законот за патни исправи и се воведува тој спорен член, односно став 6 од член 37. Каде што луѓето кои што се враќаат од западноевропските земји се одземаат пасош, се шкрпа по пасошот и така натаму и така натаму. Тоа е тоа што го работат тие по препораката која што, како што реков, е испревратена начисто. Јас се надевам дека оваа ситуација која што ја опишавме и која што ние ја констатираме и во нашите и месечни, а ќе биде дел и од годишниот извештај, дека ќе се земе предвид и при подготовката на прогрес репортот на европската делегација. Сметам дека ќе се обрне особено внимание и дека повторно ќе излезе како препорака дека треба да се смени третманот кон ромската заедница, особено кога станува збор значи за правото на слободно движење. Она што исто така верувам дека ќе се случи е дека сепак ќе меѓународната заедница на некој начин ќе изврши притисок врз Република Македонија заради менување на ваквите состојби. Меѓутоа, знаете како, секогаш на крај велиме дека очекуваме некој однадвор да ни помогне. Тоа се наши граѓани. Тоа се државјани на Република Македонија. За нивните права, за остварувањето на нивните права се обврзала Република Македонија дека ќе им бидат реализирани. Од тие причини ние нема да престанеме со нашиот притисок врз државата, врз Министерството за внатрешни работи, значи да се смени оваа пракса, да се третираат сите граѓани на оваа држава соодветно на нивните права гарантирани со Уставот. Меѓутоа, Хелсиншкиот комитет преку своите извештаи за ова прашање ќе ги извести и сите други релевантни меѓународни организации. 19.000 барања за азил од земјите од Западен Балкан, 55 се одобрени. Ајде да го објасниме овој предлог законот на германската влада
за Македонија, Србија и Босна да се прогласат за земји со сигурно потекло, нели реагираа таму партијата на Зелените како ние да безбедни земји да се прогласа така? Тешко дека ние можеме да извршиме некое влијание во тие нивни одлуки, дотолку повеќе што се работи за земји кои што се повисоко профилирани западноевропски земји кои што имаат свој концепт и уставен поредок и тие знаат на кој начин да го штитат. Меѓутоа, контрадикторно е следното, што Бундестагот на Република Германија како највисок орган законодавен веќе има донесено одлука за Македонија и Босна и Херцеговина се прогласат како стабилни земји и заклучно на тоа граѓаните од тие земји по брза постапка ќе бидат вратени. Проблемот тогаш ќе го осети Македонија најверојатно кога десетците илјади граѓани од Македонија ќе бидат вратени, па во агенцијата за вработување или во Центарот за социјални работи ќе имаме уште неколку илјади кои што се вратени од западноевропските земји, па дури тогаш проблемот можеби ќе добие некоја друга димензија. Олеснително околност или можеби некоја мала среќа, што ние лично ја очекуваме, е што Бундесрајхот како совет на покрајините на Германија, каде што мнозинството се партијата на Зелените, ја оспоруваат таа одлука и искрено се надеваме дека таа одлука нема да биде прифатена и нема да биде спроведена на дело и можеби тие луѓе се уште на некој начин ќе најдат своја заштита во тие земји бидејќи овдека стварно немаат ништо и од тие причини заминуваат. Тоа е таа новост што сега се очекува, односно сите ја очекуваме, која што најверојатно може да биде потенцијална опасност да се изрефлектира и на во Македонија обавезно. Тоа е очекувано затоа што знаеме колку илјади граѓани се во Германија и се моментално очекуваат одговор за нивното барање за азил. Тоа обавезно ќе се рефлектира. Меѓутоа јас овде повторно сакам да искористам оваа прилика да напоменам пред јавноста дека она што нас најмногу не интересира е повторно непочитувањето на уставниот член 27 став 3, дека граѓаните на Република Македонија, меѓу кои ромите, бидејќи таа проблематика најмногу се однесува на нив, дека можат да бидат вратени само по 3 уставни основи, а тоа е заради заштита на безбедноста на државата, на републиката, водење на кривична постапка према лицето кое што се враќа и заштита на здравјето на луѓето. Сега се прашувам, по кои тие 3 основни граничниот службеник со кои тие негови способности, квалитети и капацитети може да изврши проценка лично на мене дека јас ќе бидам потпаѓам под овие 3 категории и доколку потпаѓам под тие категории треба да има соодветна стручна комисија која што врз основа на документ ќе потврди дека да речеме јас сум опасен по здравјето на луѓето. Во ниту еден од случаите кои што ние сме ги третирале не било дадено такво образложение, воопшто не се споменуваат тие 3 основи кои што фактички можат да бидат релевантни. Според тоа не станува збор овдека за законска регулатива, исполнување на услови, едноставно станува збор за политика не само во нашата земја, туку и надвор. Не случајно е дека овие 3 држави беа прогласани за сигурни земји. Сите знаеме дека во Европската унија многу се зборува за точно за дискриминација кон емигрантите, бидејќи Европската унија го има тој проблем. И многу е очигледно дека ваквата политика се фокусира на оние земји од каде што може да постои нов прилив на емигранти на земјите во Европската унија. Според тоа јас не би рекла дека е релевантно да се каже за Република Македонија дека е сигурна земја, од проста причина што значи тоа сигурна? А дали дискриминацијата не е феномен кој што на некој начин ги става во загрозена состојба луѓето? А ние зборуваме за тоа дека во Република Македонија има дискриминација и тоа по повеќе основи. Веројатно ги плаши фактот што после Сирија и Русија луѓето од овој регион, од Србија, Босна и Македонија, најмногу барања за азил имаат. Јас оваа ситуација гледам. Ситуацијата е таа генерално земено основно човеко е право каде ќе живее и кога ќе ја помине границата каде што живее. Значи како може мене некој да ме спречи дали јас ќе поминам во Германија? И од кога ние станавме толку големи душегрижници за да заштитиме Германија или другите западноевропски земји од тоа дека ние можеме да бидеме потенцијални азиланти. Тоа е проблем на таа земја и тие имаат систем на норми со кои што ги решаваат тие проблеми. И државата треба да има систем на кој што ќе го направи. Војна
казна на истите граѓани. Значи можеби да биде тој санкциониран во државата, значи протеран од западноевропска држава, ќе дојде во Македонија, му се одзема пасошот и му се изрекува санкција повторно. Од кога ние ги штитиме другите држави? Значи тоа очигледно дека не е нивната цел, туку напротив, сакајќи се препораката од Европската комисија да ја ублажат или да се представат дека тие работат на таа проблематика наместо да работат на социо-економската положба, еве ние го намаливме бројот, како што е случајот со 2011 година кога споредбено со 2010 имавме 7550 баратели, тие излегуваат и викате еве по наша интервенција. Вештачки се намали. Да, 5545 вика баратели имаме, за кратко време намаливме повеќе од 2500 баратели. А за наредната година веднаш претпоставувам. Наредната година веќе имаме 6500, во 2013 9500 и во јануари констатирани само за еден месец 1024, помножено по 12 месеци, значи заклучно околу 10.000 баратели на азил, од кои што повеќе од 90% се роми. Некоја препорака за граѓаните, па препорака. Јас имам една препорака за граѓаните. Прво би се обратил према ромската популација, да го тргнат стравот и доколку се почувствуваат дискриминирани слободно нека пристапат. Хелсински комитет, невладина КАМ или други невладини организации или институции кои што работат таа проблематика, слободно нека пристапат и нека си го бараат своето основно човеково право. Ние имаме проблем кога тие прво кога ќе се најдат повредени или засегнати со дадена проблематика во моментот на страф или на во самиот момент ќе изреагираат, ќе побараат помош, меѓутоа после 15 минути или после 30 минути се повлекуваат од тоа и наставаат во многу незгодна положба и нас, луѓето кои што сакаме да допринесеме околу таа проблематика. И да помогнете. Мојот апел би бил во иста насока, иако ние имаме одлична соработка со ромските невладини организации, значи можеме да дојдеме до информации од теренот, меѓутоа јас исто така би сакала да ги охрабрам граѓаните кои што се соочуваат со ваквото попречување на нивните права да се обратат до Хелсиншкиот комитет, до невладините организации кои што работат до ова прашање, затоа што доколку тие самите не го сторат тоа, нема да биде толку релевантен и толку суштински третиран проблемот. Знаете, друго е кога информацијата ќе ја добиете од трето лице, а друго е кога самиот граѓанин на кој што му се случило тоа ви се обрати и ви ги каже сите факти и околности од неговиот случај. Да, и само уште малку се извинувам. Значи препораката исто се однесува и до ромските политички партии, посебно до оние кои што партиципираат во власта, значи да посериозно да го земаат оваа прашање, бидејќи поголем дел од одговорноста и од она што треба тие да го работат лежи кај нив. Сепак тие се во законодавните органи, во законодавната власт, во извршната власт и тие можат и те како да допринесат околу надминувањето на оваа проблематика. Не можат тие настрана само да бидат посматрачи на оваа ситуација и да одат по сите градови и села превентивно да влијаат, односно да ги разубедуваат ромите дека не треба да заминуваат во странство, без при тоа да се замислат на кој начин и како живеат тие роми. Ви благодарам на разговорот. Благодариме за просторот.